насловна страна на денешниот дневник. Нема повеќе опасност од уништување на единствениот фреско живопис во црквата Света Богородица Перивлепта. Веде директорот на економското училиште Славица Костоска по втор пат ја доби поддршката од училишниот одбор. Вештачкиот мрез на Охридската пастрмка во 2015 година најуспешен во последнава деценија. Од Министерството за транспорт и врски предупредуваат за нови врнежи од дожд во недела. Епидемија на сезонски грип во Франција. За најавените, како и за останатите содржини во дневникот кој следува повременската прогноза. Останете со ТВМ. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес времето сончево со максимална дневна температура од 8 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1021 хектопаскал, а дуваше и слаб северозападен ветер. Во сабота претежно сончево време со локална облачност ќе преовладува над поголемиот дел од источна и југоисточна Европа. Нестабилно со врнежи од дожд ќе биде во западна и северозападна Европа и Италија. Врнежи од снег се очекуваат во областа на Алпите и делови од североисточна Европа. Максималните дневни температури од 2 во Осло и Киев до 14 степени Целзиусови во Лисабон. На Балканскиот полуостров утре времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло. Дневните температури на полуостровот ќе се движат од 7 до 12 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота не очекува претежно сончево време со локална облачност, за попладне да настане и до зголемување на облачноста. Утренските температури од -9 до 1, а максималните дневни ќе достигнат 6, односно 14 степени Целзиусови. Во Скопје утре ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност. Утринската температура во главниот град -2, а максималната дневна ќе достигне до 11 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота времето ќе биде претежно сончево со мала локална облачност. Утринската температура -2, а максималната дневна во нашиот град 9 степени Целзиусови. Во наредните неколку дена во Охрид ќе преовладува променливото и облачно време со кратки сончеви периоди. Врнежи од дожд може да очекуваме во недела. Утринските температури од -2 до 6, а максималните дневни од 6 до +10 степени. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Хајду 35 денари, Хепи Туна 69 денари, Лашко Клуб 28 денари, Билјанови врат 289 денари, Лашко Пилс 24 денари, Маеми Корнишони 53 денари, Милка јогурт јагода 55 денари, Нивеа млеко за тело 199 денари. Ти најдобро го познаваш твојот крај, а тој е интересен за туристите. Поведи ги, покажи им ги патеките, раскажи им ги на интересните легенди и приказни. Помогни им на нив, а и себе си. Тоа може да биде твојот нов бизнис. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
Нема повеќе опасност од уништување на единствениот фреско живопис во црквата Света Богородица Перивлепта. Од Завод и музеј велат дека зафатите кои ги презедоа за конзервација на архитектурата на црквата за санација на покривот вродија со плод. Во текот на оваа година треба да заврши конзервацијата на фреско живописот, но и на конакот и камбанаријата. Спасен фреско живописот во црквата Света Богородица Перивлепта. Спречено е понатамошното негово оштетување поради влагата на која беше изложен со години наназад. Од Завод и музеј вела дека зафатите кои ги презедоа за конзервација на архитектурата на црквата со што се изврши санација на покривот вродија со плод. Значи со она што, да речем, сите не критикуваа, можда 2 до 3 години стоеше објектот отворен со заштитни кровови. Точно тоа беше целта во тој период, да се исуши, да се отстрани целата влага која што беше таложена со години. Тоа беше и нашата цел, да ги исушиме крововите, за која ќе го поставиме новиот кров, да немаме веќе проблеми со влага, и тоа го постигнавме. Така да спречење продорот на влага од што се однесува до продорот несоодветно поставени венци или застарени венци или несоодветно поставен кровен покривач, до траеност на керамиди, се тоа веќе е спречено, немаме такви појави на влага. Во минатата година заврши првата фаза од конзервацијата на фреско живописот во црквата Света Богородица Перивлепта. На реализацијата на проектот се ангажирани конзерватори од Македонија и 2 експерти од УНЕСКО. Оваа година треба да се реализира и втората фаза. Чекаме да се подобрат временските услови, значи да се покачат температурите за да се продолжи со втората фаза на конзервација на фреско живопис. И таа втора фаза ќе заврши до 2015 година, со оглед на временските услови кои што ќе следат. Не можем точно да кажем дали целосно конзервацијата на живописот ќе заврши оваа година или ќе продолжи во текот на следната година. Пролетва се очекува да започнат и градежните работи на конаците и на камбанаријата. Проектите за ревитализација на овие објекти се завршени и за нив има конзерваторско одобрение. Во приземјето на конакот ќе се прави санитарен чвор, како и простори за продавање сувенири, рекламен материјал и свеки. На горниот кат ќе има една просторија за библиотека и за бифе кое ќе биде поврзано со отворената површина надвор. Додека пак на камбанаријата ќе се смени само кровот, бидејќи во еден период на него било интервенирано и бил малку спуштен. Сега ќе се враќа во првобитната состојба и ќе биде повторно во вид на ѕвоно. Ќе се преземат и санациони мерки на кулата на камбанаријата. Камбаните остануваат исти. Едната тешка 2300 кг датира од далечната 1923 година и е подарок од научникот Михајло Пупин. Овие проекти треба да завршат до крајот на 2015-та. За партерното уредување на дворната површина уште малку ќе се почека. Ќе се вршат дополнителни археолошки истражувања, пошто целиот тој простор ќе биде поплочен и оплеменет. Само за подсетување, сите овие проекти се реализираат со пари одобиени од грант од $650,000 американски долари од Американската амбасада, кои беа одобрени пред повеќе од 4 години. Училишниот одбор од Средното економско училиште и на вчерашното прегласување повторно ја даде доверба на Славица Костоска, сегашниот вршител на должноста директор на Свети Кирил и Методи. Од училишниот одбор велат дека предлогот за директор денес бил доставен до локалната самоуправа. Оттаму велат дека градоначалникот има рок од 15 дена за да именува директор на Средното економско училиште. Вршителот на должност директор на Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи, Славица Костоска, повторно ја доби довербата од членовите на училишниот одбор како најадекватен кандидат за функцијата директор на Средното економско училиште. На вчерашното прегласување, на кое учествуваа сите 11 члена на училишниот одбор, Костоска доби 7 гласа, додека нејзиниот против кандидат професорот Никола Тренески ја доби довербата на 4 члена од одборот. Покрај новоназначениот член на одборот, односно представник од Министерството за образование, училишниот одбор содржи и 4 членови од наставничкиот совет, 3 од советот на родители и 3 представници од локалната самоуправа. Денес тие го доставија предлогот до градоначалникот, односно до локалната самоуправа. Инаку и пред еден месец училишниот одбор на актуелната ВД директорка и изгласа доверба за директор на училиштето, но предлогот беше вратен од страна на градоначалникот Никола Бакрашевски. Од локалната самоуправа за ТВМ рекоа дека причина за
тоа е што постапката за избор на директор не била извршена во согласност со законските одредби, статутот на училиштето и деловникот на училишниот одбор. Односно од 10 члена на одборот, Костоска тогаш добила 5 гласа, а нејзиниот против кандидат Никола Тренески добил 4, со што ниту еден не добил мнозинство гласови. Сега, на повторното гласање, одборот кој броеше 11 члена и ги даде мнозинството гласови на моменталната ВД директорка Костоска. Со оглед на тоа што истиот кандидат повтор пат ја добива поддршката на училишниот одбор, истиот мора според законот да биде потврден и од градоначалникот, односно градоначалникот да потпише решение за именување на директор. Од локалната самоуправа велат дека таа одлука градоначалникот треба да ја донесе во рок од 15 дена. Костоска, која ја доби поддршката и од Советот на родители, но и од учениците кои само иницијативно собирале потписи за нејзина поддршка, е професор со 26 годишен професорски стаж и положен директорски испит. Костоска претходно беше назначена за ВД директор на Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи со решение на градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски во јули минатата година. Од Министерството за транспорт и врски, според информациите добиени од УХМР, известуваат дека во недела 22 февруари, под влијание на влажен бран од Медитеранот, се очекуваат обилни врнежи од дожд. Дождовите ќе бидат во западните и јужните делови на земјата, каде локално се очекува да наврнат и над 20 литри на метар квадратен, а на планините снежната покривка ќе се зголеми. Координативното тело повторно упатува на препораките до градоначалниците, Дирекцијата за заштита и спасување, ЦУК, ЕВН, АРМ и МВР. Градоначалниците да ги стават на готовност сите расположливи ресурси, да ги мобилизираат кризните штабови. Градоначалниците кои имаат потреба од дополнителна помош од технички ресурси да се обратат до Дирекцијата за заштита и спасување, да ги информираат местните заедници за најавената дестабилизација на временските услови, континуирано да се следи водостојот на реките и нивото на акумулациите, ЕЛС да интервенира на мостови каде има опасност од задржување големи наноси од надојдените реки. Сите граѓани кои сметат дека се загрозени да се обратат на бесплатниот број 195 на ЦУК, припадниците на МВР и Министерството за одбрана да бидат подготвени за интервенција, возачите навремено да се информираат за состојбите на патните правци од страна на АМСМ. Апел до местното население да помага и да се активира. Вештачкиот мрез на Охридската пастрмка за 2015 година најуспешен во последнава деценија. Собрани биле 2,5 милиони икра, изјави сопственикот на пастрмка 2012 Ристе Танасовски. Како резултат на тоа, рибниот фонд е возобновен и полека но сигурно пастрмката се враќа во водите на Охридското езеро. Будното око на рибочуварската служба на концесионерот Пастрмка 2012 придонесе вештачкиот мрез на Охридската пастрмка годинава да биде најуспешен во последниве 10 години. Тоа значи постепено враќање и возобновување на овој уникатен вид риба во водите на Охридското езеро. Тоа се должи пред се на физичката заштита не само на рибочуварската служба на Пастрмка 2012, туку и на сите работени кои што деномноќно ги чуваат водиштата на Охридската пастрмка. Тоа значи дека, иако секоја година го изведувавме, 3 години со ред веќе учествуваме во вештачка мрез на Охридската пастрмка, оваа година успеавме да собереме 2,5 милиони зрна на икра на Охридска пастрмка, од каде што 2 милиони 100.000 се во Охридскиот дел на езерото, а остатокот на Струшкиот дел на езерото. Овдека би сакал да се заблагодарам и на личната поддршка и соработка што имавме со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Се додека трае забраната за лов на Охридската пастрмка, Танасовски вели дека рибочуварите интензивно физички ќе го заштитуваат езерото. Од Хидробиолошкиот завод од Охрид велат дека од година во година се возобновува рибниот фонд. Зоран Спирковски нагласи дека годинава за многу кратко време успеале да соберат голема количина на икра, а показател е тоа што биле заловувани матици кои биле ловени пред неколку години и повторно дошле на својот мрест. Физичката заштита навистина придонесува на заштитата на рибните плодишта и резултатот кој што произлезе оваа година, каде што се фатени и во езерото назад вратени над 2000 килограми охридска пастрмка, што значи и мрестовите се возобновени како плодишта. Како што изјави Спирковски, според планот кој бил направен помеѓу техничките лица од Албанија и Македонија, Охридското езеро треба да се порибува со 3,5 милиони единки подмладок на пастрмка, кој 6 месеци прихрануван.
Инаку, од Пастрмка 2012 информираат дека откако станале концесионери на рибниот фонд во Охридското езеро, успеале рибократството да го намалат за 95%. По повод 21 февруари, меѓународниот ден на мајчиниот јазик, угостителското училиште Ванчо Питошевски организира низа активности. Во рамки на одбележувањето се одржа трибина на тема "Да го чуваме, негуваме и сакаме мајчиниот јазик". Беше прикажан документарен филм за кирилицата и словенската писменост во Македонија. Кирилицата по врвицата на словенската писмена традиција во Македонија, а имаше и поетско читање. Настанот го организира средношколската младинска организација. Директорката на училиштето Весела Темјановска го отвори, а модератори на трибината и презентери на филмот беа професорите по македонски јазик и литература Миријана Зафировска и Перчо Божиновски. Носители на поетското читање беа членовите од литературната и рецитаторската секција. Главна цел на ово одбележување е да се подигне свеста кај младите за употреба на македонскиот литературен јазик, како и да се укаже на безбројните грешки во секојдневната јазична комуникација, затоа што токму преку јазикот покажуваме кои сме и што сме. Осмо поред државно првенство во кендо во организација на боречкиот кендо клуб Теншин од Охрид. Државното првенство ќе се одржи утре во салата на економското училиште со почеток во 10 часот. На истото учество ќе земат клубови од Охрид, Скопје и Велес во категории на пионери, јуниори и сениори во машка и женска конкуренција. Полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против АВ, 49 годишен од Струшкото село Радолишта, поранешен директор на јавното предпријатие Проаква, поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело, злоупотреба на службената положба и овластување. Полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против АВ, 49 годишен од Струшкото село Радолишта. Пријавениот во својство на директор на јавното предпријатие Проаква во текот на 2011 година ја злоупотребил својата положба и овластување и отудил целосно амортизирани возила Застава, Поли, Волга, Hyundai Sonata како и еден багер. Тоа го направил иако за истите од страна на купувачите не биле уплатени парични средства на сметка на предпријатието, при што за вредноста на овие основни средства го оштетил предпријатието. Доколку горе наведените основни средства би се продавале на пазар како старо железо, нивната продажна вредност во времето на отуѓување била 242.000 денари, од кои по пат на компензација за багерот наплатени се 123.000 денари, при што јавното предпријатие е оштетено за износ од 129.000 денари. При преглед на финансиските картици констатирано е дека трите пикап возила ги нема во книговодствената евиденција и дека истите со посебни машини без документација, туку само со устна наредба на пријавениот, биле подигнати од Отпад Охрид. Во книговодствената евиденција немало доказ ниту за евентуална продажба и на возилото Hyundai Sonata, кое подоцна било пронајдено кај автомеханичар во Струшкото село Велешта. Во врска со одлуката за формирање на трочлена комисија, која била овластена да формира продажна цена на основните средства по пат на надавање, односно лицитација, констатирано е дека трите члена воопшто не биле информирани дека се избрани во таа комисија, ниту пак од службата добиле решенија дека се назначени како членови на таа комисија. Тоа значи дека истите не биле запознати околу продажбата на основните средства, а решението било изготвено само од формално правен аспект. Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска на пресконференција пред јавноста објави снимен телефонски разговор меѓу шефот на УБК Сашо Мјалков и новинарот на Сител Драган Павлович Латас. Според Заев, снимките покажуваат дека апсењето на Љубе Бошковски бил монтиран случај кој однапред бил планиран. На денешната пресконференција објавени се и разговори меѓу министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и Мартин Протугер, како и помеѓу Јанкуловска и портпаролот на МВР Иво Котески. Хелсиншкиот комитет поднесе тужба против министерот за здравство Никола Тодоров и директорката на Фондот за здравствено осигурување Маја Парнаџиева Змејкова за несовесно работење во случајот на малата Тамара од Велес. Револтот, кој го предизвика овај трагичен настан, резултираше со граѓански протест во Велес, а за вторник 24 февруари најавен е голем протест во Скопје со кој ќе се бара оставка од министерот Тодоров и на сите инволвирани во случајот со малата Тамара.
Дебарско-Кичевската епархија ги известува своите православни верници дека во недела 22 февруари во црквата Света Богородица Каменско ќе се служи вечерна богослужба по повод празникот Прочка Поклади со почеток во 16 часот. На неа ќе чиноначалствува неговото високо превосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј. Од 22 до 26 февруари само во црквата Света Богородица Каменско секој утро со почеток во 7 часот ќе се служи утринска богослужба, а во 16 часот ќе се служи големо повечерие со канонот на Свети Андреј Крицки. Да ги погледнеме и вестите од светот. Епидемијата од грип во Франција од почетокот досега погодила повеќе од 2 милиони лица. Лекарите од службата за итна медицинска помош предупредуваат на критична санитарна ситуација во болниците кои се пренатрупани со пациенти поради епидемијата. Незагрозени се пациентите повозрасни од 65 години, соопшти Институтот за санитарен надзор во Франција. Министерството за здравство потсети на важноста од вакцинирање, особено за постарите лица и медицинскиот персонал. Вакцината против грип оваа година нуди само 23% на заштита кај лицата од сите возрасти поради мутирањето на видот на вирусот, предупредија санитарните власти. Два патнички воза се судрија из утринава во Швајцарија, при што беа повредени 5 лица и сообраќајот кон Цирих беше прекинат, соопшти кантоналната полиција и националната железничка компанија. Несреќата се случила во градот Равц во близина на германската граница на околу 30 километри од Цирих. До несреќата дошло откако еден од возовите излетал од шините. Поради несреќата некои железнички линии се откажани или пренасочени. Повеќе од 40 луѓе се повредени во голем пожар кој избил во една зграда во холандскиот град Најмеген. Десетици луѓе се хоспитализирани поради вдишување на чад. Според градскиот кризен центар, прво се запалил покривот на зградата и се урнал. Пожарот е изгаснат, а регионот изолиран. Се стравува дека голем број станари се заробени во урнатините, иако досега спасувачките тимови успеале да евакуираат околу 100 луѓе. Венецуелската служба за безбедност вчера го уапсила градоначалникот на Каракас Ледесма, опозицијски лидер и жесток критичар на председателот Николас Мадура. Власта тврди дека со неговото приведување бил спречен државен удар планиран од САД. По извештаите за апсењето во локалните медиуми во некои делови од градот, граѓаните се собрале на протест. Ледесма победи на изборите во 2008 година, а владеачката партија му ја одзеде речиси целокупната власт поради што тој штрајкуваше со глад, со што го привлече вниманието на меѓународната јавност. Турските пратеници утринава направија вистински хаос во законодавниот дом, откако меѓу нив избила тепачка. 5 мина се повредени. Инцидентот се случил кога опозицијските пратеници се обиделе да го одложат почетокот на дебатата за спорниот предлог закон за безбедност, со кој полицијата ќе има поголема слобода при претресувањето и апсењето. Во текот на физичката пресметка, како што пренесуваат турските медиуми во собраниската сала, летале столици, а пратениците се тепале и со чеканот и звончето со кој се служи председателот на парламентот. Двајца од нив се хоспитализирани, додека останатите се згрижени во собраниска амбуланта. Ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Под дневникот следува ново издание на емисијата Филмско око. Пријатно!